Доколку утре би се одржале парламентарни избори, ВМРО ДПМН би освоил 29% од гласовите, опозицијската СДСМ 10, ДУИ 13%, а ДП 3% од гласовите, покажува најновата анкета на Републиканскиот институт ИРИ, направена во септември. Премиерот Никола Груевски ужива убедливо најголема доверба меѓу граѓаните, односно 22%. Потоа следува Али Ахмети со 9, Зоран Заев 4, Ѓорги Иванов 3, Бранко Црвенковски 3, по 2% рейтинг имаат Мендух Тачи, Руфи Османи и Радмила Шекеринска. Според резултатите од анкетата, 72% од граѓаните сметаат дека немало притисок на изборите, а и 60% дека невладините организации се под влијание на политички партии. На прашањето која партија е најактивна во твојот град, село, во анкетата на ИРИ, за ВМРО ДПМН одговориле 53% од граѓаните, додека за СДСМ само 6%. Изјавата на Државниот просветен инспекторат дека за непосетување настава со закон се предвидени казни до 2000 евра, според министерот Абдулаким Адеми, не е заплашување на родителите и на наставниците, туку информирање дека основното и средно образование се задолжителни. Во сите случаи на бојкотирање на наставата, инспекторатот испратил инспектори во училиштата. Врз основа на причините и од констатираната состојба се преземени и мерки, додаде министерот Адеми. Никој во Македонија не смее да ги повика децата да не одат во училиште. Основното и средното се задолжителни, мора да се исполнат 180 работни дена во образованието, додава Адеми. Индустријското производство во периодот јануари-август годинава во однос на истиот период лани е поголемо за 4,3%, соопшти Државниот завод за статистика. Во август годинава пак, во споредба со август минатата година, индустријското производство е поголемо за 1,3%. Република Македонија ќе добие над 664 милиони евра до 2020 година од Европската унија во рамки на инструментот за предпристапна помош ИПА-2. Според еврокомесарот за проширување Штефан Филе, Европската унија ќе ги поддржи напорите за реформа на Западен Балкан и во Турција во следните 7 години, зашто се предвидени 11 милиарди евра преку ИПА-2 програмата за земите кандидати и потенцијалните кандидати. Министерот за надворешни работи Никола Поповски на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации вчера во Њујорк се сретна со шефовите на дипломатиите на Шпанија, Обединетите арапски емирати и на Виетнам, а учествуваше и на средби чиј фокус бил југоисточна Европа. Како што соопшти министерството, министерот за надворешни работи на Кралството Шпанија Хозе Мануел Гарсија Маргало на средбата со Поповски го потврди длабокото пријателство меѓу двете земји и искажал благодарност за поддршката на Република Македонија при кандидатурата на Шпанија за членство во Советот за безбедност на Обединетите нации. Бројот на граѓани на Европската унија кои им се приклучиле на джихадистите во Ирак и Сирија драстично е нараснат, предупреди координаторот на Европската унија за тероризам Жил де Кершов, додека градоначалникот на Брисел вели дека европските институции може да бидат цел на терористите. Бројот на граѓани на Европска унија кои им се приклучиле на джихадистите во последните неколку месеци тројно се зголемил и ние проценуваме дека сега има над 3000, вели де Кершов за британскиот BBC. Само поддршка на германскиот канцелар Ангела Меркел ќе може да го спаси грчкиот премиер Андонис Самарас од одржување предвремени парламентарни избори, се оценува во анализата на американската агенција Bloomberg. Во услови на противречни оценки на брезанските аналитичари за состојбата на грчката економија, Самарас се обидува да ја убеди Меркел дека Грција пред време може да ја прекине програмата за спас. Само ако Самарас успее да обезбеди поддршка од Меркел за прекин на програмата за спас, тогаш би можел да најде поволни сојузници и да ја остави партијата Сириза во опозиција уште 18 месеци. Услов за тоа е да ги обезбеди неопходните 180 гласа во сегашниот парламент за избор на нов претседател на државата или во спротивност земјата ќе оди на нови избори, се наведува во анализата на Bloomberg.